Дали имате доверба во Уставниот суд? Па ако немаме, зошто тога живееме? Дали знаете дека Уставниот суд сега одлучува, меѓу другото, да му се даде можност на председателот да помилува изборни криминалци, други тешки криминалци и силувачи на деца? Ако можеше закон да важи донесен 2014 година, зашто сега, тогаш ја не сум партијски овој. Меѓутоа, ако можеше тогаш СДСМ да се противи, ВМРО беше против донесување тој закон. Сега истата гарнитура СДСМ сака тој закон да се поништи. Со кој право, значи како им одговара на нив, така сака да вршат притисок на институциите. Па тоа не дозволи во ниедна правна држава. Што е ова анархија? Дали знае македонство што нас не чека? Ова е све од запад фингирано. Дали знаете дека ќе не снема? За година ќе не снема македончето. Тоа не е свесно овде што се работи во оваа држава. Ова срамота. Некој тоа го посакува. Не е случајно што кризата се случи завчера. Доле не и до мени. Зошто Грција? Зошто нула дојде на Грчка, не најави да дојде на грчката територија на Јумени? Не најави, можем загрижира. Одма, пошто председателот Иванов им удри права шлаканица на Запад. Дека дал Запад, вика 50 милиони долари дал. Кому отидува тие пари? Отидува кај Сорос, кај невладини организации. Тоа ли Македонија добила? Со право председател, ние сме немали тако председател сега, отворено да се потистави. Не лажат 25 години ние овде кај нас, дека ние дека ќе не примат у Европска унија, у НАТО ќе не примат, само не лажат, разбира се, 25 години. Редно е што најпосле има смогна сили нашите водачи, председателот па и другите, да им се каже вистината, дека ние не сме повеќе деца, да не лажат. Македонија е загрозена од сите страни, за разберете. Разберете, ни се случува, овде ќе биде хаос. Они очекуваат да се створи дестабилизација на државата. Тоа го посакуваат. И грците, тоа го посакуваат. Само да дојдат да влезат да ги заземат. Со подршка на НАТО да ги завземат. Гевгелија, Битола, Охрид, Струга, с цел дел да го земат. Тоа го чекат. Само НАТО да им каже влегувајте вие. Дали сте свесни македончето тоа?